Почитувани гости, добра вечер и добро ни дојдовте. Почитувани, со посебна чест и внимание одбележуваме 60-тиот патронен празник на нашето училиште, кој со гордост поноси името на нашиот револуционер и сограѓанин Митко Меđuklиски. На почеток на нашата културна забавна програма го поканувам директорот на нашето училиште Георги Цветков. Нека повели на сцената. Почитувани ръководители на институциите в община Кратово, участници в културния, обществения и политически живот в Кратово, почитувани директори на сите училища, кои што се поканети да присуствуваат на овој настан, почитувани работени во училиште и наши ученици, почитувани членови на Советот на родители, членови на училишниот одбор, почитувани граѓани на општина Кратово со должност и воени одбори, пропушти почитувани гости. Денес нашето училиште го прославува 60 годишнината од своето постоење, 60 години постојан развој и постојан растеж. Мотото на денешниот настан е: оној кој престанал да учи, останува да живее во свет кој повеќе не постои. Дозволете ми во името на работените, на сите присутни, да ви посакам топло добре дојдовте. Се надевам дека со програмата што ќе ве понудиме од страна на нашите ученици подготвувани од нивните ментори, ќе успееме да ги разнежниме вашите срца, да стоприме вашите душа со убави ноти, со убави ора, со убав збор. Се надевам дека дел од присутните, кои што некогаш били дел од ово училиште, ќе ги евоцираат убавите спомени во времето кога овде заедно со дел од нас споделувале многу убави моменти. Исто така, знам и дека еден голем дел од овде присутните ќе понесете на крај убави сеќавања и убави впечатоци, додека престојувате во нашето училиште по повод овој голем настан. За на крај да кажеме дека спомените се неубавите акорди од симфонијата наречена Живот. Ви благодарам. А сега со огромна чест и задоволство за неговото присуство за градоначалникот доктор Лјупчо Бојчиев го поканувам истиот да прими најнапред плакета за особен придонес во развојот и усовременувањето на училишто и да ви се обрати.
Софийски, господин професор доктор Монев Виша и първичните директори Стоян Миланов и Филип Ангелски, които са с нас на нова разговор. Има една мисла, много ударна изречена, дека най-тежките работи в животът е да се възпитува дете и да се води дръжба. Мисля дека вие, ваша мисия е изпълнувате с голям успех. Се надам и воедина това, че го правите. Исто така, този процес на образование е непосредно поврзан с образът на възпитување, така да имате още една тежка допълнителна задача како просветни работници, да ги образувате младите луѓе, кои што денеска доведени за изкушение, застанато својот пат, тие се најосетливите години во својот растеж, секако раното детство и раната младост, тинејџерските години се едни од најосетливите и најпонеравидните години, кои што се очекува да дојдат до израз сите квалитети и да се потеснат негативните особини кои што постојат кај личностите. Ви посакувам и воедина на вас като просветни работници и на вас като родители да се грижите и понатаму формирањето на здрави личности за растеж на Република Македонија. Се надам дека младите кои што излезат од тука, како низа плејада на кадри кои што се излезени од оваа установа, научни работници, доктори на науки, доктори, архитекти, просветни работници кои што биле ученици во една генерација во оваа установа, сега се веќе дел од просветниот кадар. Надам дека ќе се гордееме со младите кои што ќе бидат иден растеж на држава. И посакувам успех и уште многу среќни и успешни юбилеи во едини. Признание за особен придонес во воспитно-образовниот процес за развојот и усовременувањето на нашето училиште се доделува на професор доктор Љубиша Монев. Нека повели да го прими признанието и да ви се обрати. Драги сограѓани, почитуван градоначалник, почитуван директор, почитувани професори, ученички и ученици. Имам чест да ве поздравам и да почеститам 60 годишниот растеж на гимназијата Митко Пенчовски во Градово. 22 август 1960 година е значаен датум во историјата на Градово. На тој ден Општинското собрание во Градово донесе одлука да се оформи во Градово училиште од средно образование. Ние сме горди што сега дојде време да го прославиме 60 годишниот растеж, 6 деценискиот растеж на оваа институција, а посебно сум јас среќен што успеат да го доживеа овој ден, бидејќи јас бев првиот директор и имам среќа да сите заедно го прославиме овој значаен юбилеј. Во изминатиот период на плодна дејност, гимназијата успеа да се афирмира во висока просветна и културна и образовна институција, што тоа беше голема предност, голема добивка за градот.
евалуацијата изминатиот 60 годишен развој, непобитен факт е дека отварањето на гимназијата во Гратово значи има утилитарен аспект, бидејќи тоа е значајна придобивка која има значајно повеќе аспекти. Со отварањето на гимназијата во Гратово, учениците имаа можност да стекнат еден степен повисоко образование во својот роден град, што за посталите генерации тоа било недостигнат сон. Јас сум учел гимназија во Куманово, меѓутоа сме имале желба да се отвори гимназија во Гратово, но тоа не сме го доживеа. Друга значајна придобивка е тоа што со отварањето на гимназијата се запира миграцијата на населението, бидејќи родителите морали да мигрираат кон поголемите градови заради школување на своите деца. Исто така, значајно е тоа дека отварањето на гимназијата придонесе во градот да се развие културниот, образовниот живот, посебно културно-просветниот живот, бидејќи учениците од гимназијата редовно учествуваа со своји приредби во градот кога се одбележуваат значајните празници на Републиката. Исто така, друг фактор е тоа што 1956 година во околината на Гратово 4 основни училишта беа прогласени за виши одделенија до 8 и токму во 1960 година завршија во тие училишта 8 одделенија и тоа беа во селата Страци, Крилатица, Сакулица и Кнежево. И токму во 1960 година, кога се отвори гимназијата, дојдоа ученици и од тие училишта. Како што реков, 1960 година се формираше комисија за организирање почеток на гимназијата и во тоа време председател на општината беше Митко Мијалков, кој што имаше големо разбирање за образованието и ми помогна многу во целисно развиток на почетокот на гимназијата. И во една посета во Републиката со разговор со Министерството за образование ми рекол дека потребно да обезбедите 3 услови. Да обезбедите наставен кадар, да обезбедите училишен простор и средства финансии. Што се однесува до наставен кадар, тогаш во Градово постоеше само едно основно училиште и тогаш во основното училиште имаше само 2 професора за завршен факултет. Бидејќи имаше потреба да се отвори гимназијата, се донесе општинското собрание, донесе одлука да на тие професори што ќе работат во гимназијата, да им се даде еден додаток од 10.000 денари плюс, а тогаш месечните примања на еден професор беа 18.000. Тоа значи дека професорите кои почнаа да работат во гимназијата има плата од 28.000 денари. Што се однесува до училишниот простор, веднага што се отвори, се одобрија средства од Републиката и изградбата на оваа гимназија траеше 2 години, така да учениците кога беа на почетокот на 3-та година се вселија во оваа зграда.
го подигне нивото на образованието, да го подигне степенот на наставно-досветниот процес и затоа во почетокот беа организирани 2 екскурзии до Белград, каде беа посетени 2 гимназии. Значи да се успее ова, да профункционира гимназијата, патот не беше розов, мора да се надминат многу проблеми, да се решат многу проблеми и да се успее. Затоа ние денеска сме горди што ова гимназија завршиле по многу факултети, завршиле многу инженери, професори, суди, доктори и така натаму. Затоа имам право да кажам и да се заблагодарам на сите оние кои дадоа свој придонес за развојот на оваа просветна институција, посебно наставниот кадар, на компетентните органи во општината и републиката, а посебно на управата, која ни укажа оваа чест да ги кажам овие зборови. Благодарам. Посакавме професорот и на наредниот юбилејни видео секако има. Да приме плакета со иста содржина за особен придонес во образователен процес и придонес во развојот и создавањето на училиштето. Добро вечер од мене. Дозволете ми најпред да ги поздравам учениците, да ги поздравам родителите, професорите, мои колеги. Понатаму да исто така сакам да ги поздравам граѓаните од мојата општина, од нашиот град, како и гостите кои вечерна не удостоија своето присуство, другарки и другари. Дозволете ми исто така со големо чувство на задоволство да на сите овде сте присутни, а најдобро рекол овој педагошки пријавени, ученици, родители, професори, да им почеститам големиот јубилеј 60 години постоење од формирање кај ова наше училиште. Значи, како што рече мојот драг директор и професор, изминавме еден долг пат. Меѓутоа, сакам да потенцирам дека во овие изминати 60 години, во овој долг период, нашето училиште стана предпознативо. Предпознативо по тоа што извади, продуцира, образува јаници и јаници средношколци, кои со успех се запиша на висшите школи, факултети, а и на помал дел останаа во општината. И овие кадри, рекол дека се компетентни, во изминатиот период ја даде нашата општина, а исто така ја даде државата, односно општинството. Кога Јоко ме покани да излезам лека на говорица, ми дојде ово чувство, односно се прашал дали овдека да се чувствувам јас као домакин или да се чувствувам као гост. И си реков, ајде, кажам 50-50. Зошто? Еве го одговор. Значи, ние денеска прославуваме 60 години. Под овој кров, односно во ово училиште, јас работев заедно со тоа што завршив тука средно образование и се работив како професор и станав директор и тоа 22 години. Значи, постигнав еден рекорд и кога ги измерим сите овие години, тоа значи дека од овој кров јас работев 30 години.
И затоа сум денеска многу среќен и сум горд на се оно што ние го постигнавме. А постигнавме многу. Јас станав директор во 1977 година, а заминав во Гревот на оваа функција во 1999 година. Бев градоначалник и дојдо 20 колеги мои, еден од нив беше Јоко и покоен Јако, и ми честита ми некој приказе, така денеска Јако ме слобода, и сакам да ми се похвалам. Да ви кажат дека според еволуацијата на Секретарот за образование, односно Републичкиот завод за образование, ние сме на 9-то место 100 училишта. Значи постигнавме изворните резултати, а резултатите ги постигнавме затоа што многу се посветивме, многу сериозно работевме и одговорно работевме, а некако во прилог на ово што кажат, бевме така генерацијски врзани. Ја во прилика сакам да ги спомена моите колеги, кои што навистина многу се трудеа и ги постигнавме овие различни промени. Еве, тука се Владифаќа Боша Вартаре, Ваната Малуша, тука е Илинка, тука е колегата Јаня, колешка Канада, генерацијски бевме по овој така спојни и затоа многу лесно едноставно комунициравме, се координиравме, се работувавме и ги постигнавме овие резултати. Ние не се штеделе, бевме многу амбициозни и затоа, дури и ово сакам да кажам, дека работевме и во саботите, значи не жалеме своето време, можеме многу труд. Што сакам со ово да кажам? Нормално, дека секој труд, ако сериозно се работи, ќе има и резултат. Но сакам да потенцирам, да се напушти оној комплекс, дека во малите места нема ефективни училишта, нема успешни училишта. Напротив, не треба да ги делиме по квалитет малите училишта, односно училишта во мали места и во големи. Пак ви кажам, 9-то место 100 училишта да освоиш, да си ракираш на 9-то место, не беше место. Но не можам да предам и да не кажа, и тоа дека мојот драг директор, иначе беше професор францски јазик, зборуваше, но сакам да кажам дека ние во почетокот јас кој се запиша во Првата гимназија, учевме трета смена. И тоа потресте од 90 долу, од 5 сати некаде до 11 сати. После се префрлиме тука, меѓутоа работеме во едно, така да кажам, во едни несоодветни услови. Освен тоа што имаше клупа, катедра, учителки и настави, немате никакви наградни средства. Меѓутоа, со доаѓањето во училиштето, ние станавме едно од најсоодветните училишта. Веќе имаме и лаборатории, имаме и кабинети, имаме и физкултурни сали, нормално почнавме да обедуваме и нови методи за доаѓањето на часовите и така, затоа и бевме високо рангирани, односно спаднавме во тие први 10 рангирани училишта со резултат, односно 12 училишта. Почитуваме да неколку многу време, само да краја сакам да се обрата до учениците и до родителите. Ово што ќе ви го кажем е листа, меѓутоа во животот ќе ви користи. Животот е борба. За да успееш во таа борба, ќе успееш само доколку имаш одреден квалитет на знаење. Знаењето е светлост, знаењето е перспектива. Како во војската, во војните луѓето што го потребува оружјето, во животот оружјето за совладување на тие проблеми со кои се служувате е толку знаење. И затоа ученици и родители, не ни пробите професорите да стават петни четврти, терете книжниците во новиот потребното знаење. Со потребното знаење секој пат ќе бидат юнаци, херои и войници.
И накрая ви сакам много здраве, среќа, успех и живи здрави. Сега го поканувам горнешниот директор Миле Марковски да прими плакета со изната содржина за капови. Аз съм ръководил седмата галерия за първите почетници и цялата проява на професори, които ни дадоа своето знание и на коя съответна генерация ова наша гимназия, като завърши и това и се горда. Инако имаме прекрасни ученици, ще кажа и директор, što ostvarува върхи резултати. Благодарение на заповедта на колегите, što нашето училище беше препознато не само в Македония, но и надвор. Теа на овие програмни напредъци, како дел от македонската репрезентация на напредък во Италия, во Англия, во Анталия, во Турција, стаса и до Сингапур. Значи навсекъде, на цела Европа и Азия, наши ученици присъствуват и ги правят боите на нашата академия. Инако аз съм горд, после завършване на школуванията, до професор, тук работим с прекрасни ученици, а другите имаме златни ученици. Само да знаем, да си водим с помощ на родителите и накрая да бъдат работни обекти, 6 години и директор, който се бъде. Накрая, винаги не може да кажа на все колегите, и аз сакам да им честитам 60 години от постоянието на нашето училище, со желба за уште по-добър успех во проходите на става. За особен принос во воспитно-образовен процес, развојот и создавањето на училиштето за колежката поранешна директорка Нада Коњановска. Нема повеќе пришеле на близко семејство. И накрая, поздравно Средното общинско училище Митко Пенчевлийски от Гратово доделува признание за поранешниот директор Јанко Варсовски, исто така за особен придонес во воспитно-образовен процес за развојот и создавањето на училиштето. Нека повеќе представите интерес на времето. Со цел вашето внимание да го фокусираме на програмата која ќе уследи. Сакам да кажам дека благодарници, признанија, дипломи за наши ученици, за нивни ментори, за секциите кои придонесува за овој голем настан да биде што е можно поуспешен, за поранешни вработени, како вработени во воспитно-образовниот процес, така и административно-техничкиот кадар, се подготвени и дополнително ќе бидат поделени со цел сега да се препуштиме на она што следува. Предходно, како што е традиција, ќе доделиме преводен пекар за избор на најдобар клас, кој има највисок просек на крајот на првото полугодие, и ќе ги доделиме наградите и признанијата за уметнички творби и за творби во поезија и проза.
2020 година со среден успех 4,24. За ликовна творба на слободна тема наградени се со прва награда Јована Чочевска, втора награда Бојана Арсоста, и трета награда Сара Манеска. Ликовно-творечката ретроспектива од последните 10 години и наградените ликовни дела можете да ги проследите изложени под менторство на професор Бојан Костадинов. На конкурсот за литературна творба со наслов "Исправени пред предизвиците на времето, го следиме твојот пат". Прва награда за најдобра прозна литературна творба се доделува на ученикот Оливер Иванов. А за најдобра прозна литературна творба е наградена ученичката Тамара Тасева. Во чест на подготовката за патрониот празник заслужи се активите под водство на менторите на секциите во сите подречја во нашето училиште. А во продолжение очекува да ја проследиме сечената програма. Ние, учениците, членувајќи во проектните активности и секциите под менторство на нашите професори Вида Јовановска, Анкица Николова, Анита Марковска Јанева, Ана Димитровска, Дивна Младеновска, ја подготвива програмата за достојно да го одбележиме патрониот ја разни. Свечената програма ја започнуваме со првонаградената поетска литературна творба "Песна за Митко" во интерпретација на авторката ученичката Тамара Тасева, а потоа ќе ја слушнеме и првонаградената прозна литературна творба во интерпретација на авторот Оливер Иванов. Љубителката на класичната музика Бојана Ѓоргиева на пијано ќе не почести со студентина од Лудвиг ван Бетовен. Народната песна Јовано Јованке во исполнение на дуетот Сара Манеска и Тамара Трифунова, придружени од гитара Александар Иванов и пијано професор Анкица Николова, па доживно. Во дом беден староградски, плач и смеја детска, љубов мајчинска само према, а татковска недоискачена, со смртно се. Младешка возможна, душа уметничка, под прстијакот очеци на гитара, под прозорец на млади градовки, серенада. Пат до Белград, во Лепчиниче, брат постар дано, татковска крв. Многите часови, работата. Повик за борба и прво строй, тргува младост, во
težak boj, bubav pojas, ko srce gnevi, ko neprijatan gnet. Sudbina pusta i zašto se sluči i возбудна младежка преуспевна дискусија. Почитуван херој, денес овде името Твое остави, споменот за Тебе, да не го забораваме. Твојот сон, наша реалност, визијата Твоја, заповед наша, Македонија да ја чуваме, предлагајќите како аманет да ја сочуваме. Гордоста Твоја е добро што делото Твое го краси. Споменот за Тебе, Митко, ќе живее во срцата наши. Справени пред предизвиците на времето, кога го следите Твојот пат. 17 февруари 1915 година на календарот е сосема полечена. Но, во срцата на оние кои те сакаат, тој е најзначаен. Во срцата на оние кои не те забравили, најголем, а во срцето на оние кои те слават, празник. А заре може да не бидеш сакан? А заре може да бидеш заборен? Заре може да не бидеш славен? Ти, кој го спаси овој народ, ти кој се залагаш на свободата и загина за неја. Ти, кој одбра храброст наместо кукавичност. Ти, кој одбра слобода наместо робство. Кој одбра војна, а не покорност. Кој одбра да бидеш борец, а не бегалец. Ти, кој беше истинен, ти кој се бореше до последната капка крв за едно, но сепак толку значено нешто. Слободата на својот народ. Без неја, ние не би биле она што сме. Без неја, ние не би можели да живееме да напредуваме. Никој од нас ја нема загубена слободата, за да знае како прошла од животот и било тоа. Но, нашите предци знаат, нашиот херој, Митко Маџугински, чие име и денес го славиме, знае. И затоа тој се борел. Се борел без да размислува дека утре ќе го загуби својот живот. Без да помисли на болката што неговата смрт ќе остави за сите нас. Се борел затоа што нашата слобода била победна од тоа. Се борел затоа што имал идеал, а за идеалот се умира. Тежок е неговиот пат. Тежок за неговите 29 години. Од Катова, преку Белград, да се до Судница, тој дишал за слобода. Да се нарече херој е малцпо. Тој е повеќе од херој, повеќе е борец. Неговата храброст е толку голема што нејзе ќе ја слават и многуте генерации кои добро ќе доаѓаат, кои исправени пред предизвиците на времето, гордо ќе чекаат по неговиот пат. До последен здив, до крајот на времето. И јас сум почестен што сум бил од неговата година, што учам во училиште, кое гордо го слави неговото име. Во училиште, во кое професорите не го испитуваат да видиме големи луѓе како ние. Во училиште, кое оваа година ќе обележува 60-та година од своето постојање и успешна работа. Во училиште, што гордо го слави неговото име, секој се наисети толку како и денес. Не, ова не е серенада која произтекува од белозвучните звуци на неговата сакана гитара. Ова е рекина, тажна песна во спомен на годиниот. Големиот, кој за секогаш ќе остане запишан во нашите срца. Во срцето на Катова, во срцето